Ако се селат бараките на град Скопје, на општина Центар и бараките кај ДМ, на нивно место треба да останат постојаните дрва и да никнат зелени површини и детски игралишта, со што само малку ќе се коригира намалувањето на зеленилото во градот и во нашиот крај. Во никој случај не смее да се гради ништо на тие парцели, а камоли 15-токатници или 100-метарски згради, кои се веројатно само почетен влог во партијата покер што урбаната мафија и властите ја играат со граѓаните и со јавноста. Ми е криво што Милчо не е тука да можам да му одговорам на тезата општинските власти не треба да соработуваат со централната власт. Тоа не можам да го прифатам, бидејќи јас знам ништо проаѓам овие 2-2,5 години. Ние сме тука во едно мало, по игра на случај тука закажана, не бев ја иницијатор, тука се закаже следвата. Ние вчера донесовме уште една уредба по како интервентна точка дневниот ред. Марија знае како советник по предлог на градоначалникот. Ние повторно забравивме градба тука само поради ова небулоза наречена катна гаража, која што треба да се гради овде, комплетно да го смени начинот на живот овде и така натаму. Поради таа катна гаража, јас имам 2 казни до сега, лично платено, не како општина Центар, туку лично од семејниот буџет. Казните се од 7,5 до 15.000 евра. Така да не ја прифаќам тезата дека властите локални се работувале со централната власт. Добро е се буди свеста на граѓанското општество да реагира за плановите, да свати што е план и што значи како последица во просторот. Затоа што секогаш си се носат планови, не реагира никој, си се градат згради, просторот се руинира, после реагираат, ама е касно. Вака треба да се реагира и пожестоко. Вашата поддршка ни е да ги менуваме законите, бидејќи со овие закони сега што се е озаконета урбаната мафија. Значи со законите и со правилниците. Не може другачие. Се буди свеста, јас како граѓанин, јас сваќам мојата моќ да одлучувам. Не сакам друг да одлучува, ниту општина, локална власт, ниту централна власт, и тоа е победа. И така треба да биде. И ова ќе биде сигнал за другите градоначалници, за другите општини и на крајот на криштата за владата. И јутре може да има промена. Ама и таа власт што ќе дојде. И таа треба да знае дека не може истото да го прави, туку ќе почитува нешто што се вика не локална власт, туку граѓани кои што ќе кажат: овде не сакам градба, колку и ти бизнис да правиш, сакам зеленило, сакам детски игралишта и сакам да живеам нормално. Тоа е тоа.